Дами и господа, почитувани гости, драги приятели, представници на медиумите, господин Пеков, дозволите ми најпрво да ви посекам едно много топло добродојде на овде дома, бидејќи се чувствувам како дома, како домаќин на оваа институција на Универзитетот за туризам и менеджмент токму тука во Скопје. На денес, на овој ден, моето огромно задоволство и моето прекрасно чувство е да наистина да го направиме тоа што со години со господин Бойков го правиме, а денеска конечно да го подпишеме, а тоа е нашето другарување, нашата дружба, нашата соработка меѓукомпаниска, нашата како комитенти, клиенти соработка, како потрошувачи едни на други на меѓусебните услуги, токму на 22 годишнината на овие две двојки кои што исто така многу символично говорат сами за себе. Тоа што сакам, освен топлото добродојде на сите вас и да се посакам на себе си, наистина на 22 годишнината на нашиот универзитет, исто така овде, сите ние, вие и господин Грков, како и јас, да направиме уште еден од редот на многуте протоколи кои што меѓусебно сме ги организирале, ќе ги организираме во иднина, а на крајот изволете ми наистина од името на целиот универзитет, од името на сите вработени професори, асистенти, од името на сите 500 студенти и сите постдипломци и магистри на одредени области во онамо каде што ние образуваме и едуцираме кадар за нашата држава, па и за надвор, ако ми дозволите. И на крајот или на самиот почеток, господин Грков, да ти честитам наистина на овие 22 години успешна работа, наистина да се виде 22 години во стопанството, во индустријата на државата, Република Македонија, во бизнисот, говори сам по себе за квалитет. А уште повеќе ако земете дека покрај тоа што сме пријатели, другари, соработници и така натаму, не е скромно ако ви кажам, а ќе бидам можда поповчав нескромно, да лично сум јас таков, малце ми кажува дигнат. Дека сметајќи се себе си, односно оваа институција се иземува нашиот универзитет за еден од топ брендовите во Република Македонија, и тоа можам да го подкрепам со многу аргументи, меѓутоа денеска не сме тука за брендот на универзитетот, туку за супер брендот на Урбан Инвест и навистина ни представува предизвик. Јас веќе го прашав на минато неделната наша така на средба во мојот кабинет како се доаѓа до супер бренд. И господин Грков, наистина сите овие години наше пријателство и покрај мојот политички ангажман во минатото, морам да кажам дека ми представувате предизвик да ги достигнам времето и успесите кои што вие сте ги достигнале во вашиот бизнес. Сепак, на крајот, благодарам што денеска ја одбравте токму оваа институција, нашиот универзитет, да токму вашата 22 годишнина во организација на нашиот универзитет и во просторот на нашиот универзитет се случи токму овој денешен ден. Наистина, од се срце најтопло ви благодарам и ви честитам. Мене ми е посебно задоволство и чест. Почитувани дами и господа, почитувани ректори, почитувани мои соработници, што
можам да кажам дека денеска Urban Invest компанија помни 22 години, што на таа зрела возраст веќе го добива и признанието Супер бренд, потврда на континуиран квалитет, присуство и развој, како на самата компанија како себе, така и на своите производи. Можем да кажем дека согласно визијата, мисијата, целите за квалитет, еден од целите за квалитет, а кој што се однесува до комуникација со купувачите, што ни од друга страна дава точни информации што бараат купувачите, а ние секогаш ќе бидат услуга на купувачите. Токму тоа е и причината за соработка со факултетот, односно со универзитетот, затоа што подпишувајќи го меморандумот, ние ќе ги користиме сите научни достигнувања одека на факултетот, а од друга страна пак и ние ќе пренесеме и нашето искуство за 20 години, што се однесува до комуникацијата со купувачите. Значи, Urban Invest компанија има три основни цели за квалитет, кои што после ги има и подцели, кои што се однесуваат на профитот на компанијата, кои што се однесуваат на развојот на компанијата, а за кој што ни е посебно важно таа комуникација со купувачите и таа поддршка и соработка кој што ја имаме со универзитетот. И една од исто така основните цели за квалитет на Urban Invest е одговорна општествена компанија. Каде што денеска подпишувајќи го меморандум за соработка со универзитетот во однос на комуникација со купувачите и размена на искуства, ќе подпишеме како компанија и меморандум за соработка со Еко живот од Кавадарци, кој што е регионална организација, еколошка, каде што ние активно како компанија ќе се вклучиме во не само спонзорирањето и подкрепувањето на екоактивностите, него и активно ќе се вклучиме во реализирање на нивните програми. Каде што посебно ќе се вклучиме во делот на борба против актуалните загадувачи, организирање на детоксикација на одредени региони, пак ќе кажам пошироко, едукација на наставниот кадар и учениците во Тиквешката околина и пошироко. Морам да ви кажам дека со тоа се остварува лека и еден сон, односно една визија моја, која што за кој што им благодарам и на моите соработници околу мене, а за кој што барам и ризик, и храброст, и трпение за остварување на цели. Благодарам. Добар ден, почитувани од мене. Ви посакувам и јас топло добре дојде на универзитетот, најдобриот универзитет за туризам и менеджмент во Скопје. Јас сум Мери Мичкова, сум демонстратор и постдипломец на факултетот за туризам при Универзитетот за туризам и менеджмент во Скопје и истовремено вработен во туристичката агенција FTS Travel. 22 години Urban Invest. Ние Urban Invest ги правиме вашите патеки во вашиот живот. Ние го правиме вашиот живот поубав со сите производи кои што ги нудиме на сите купувачи на пазарот. Започнавме во 1990 година со воведена германска технологија OMAX 100. Годишниот капацитет на компанијата Urban Invest изнесува од 150.000 до 180.000 метри квадратни. Комплетниот постпродажен сервис изнесува од 400 до 500 метри квадратни.
а воедно и располага со дополнителни услуги: транспорт, подготовка, тампирање и монтажа. Исто така произведува јавни, односно гради јавни објекти, деловни и приватни објекти. Можеме на овие фотографии да ги видиме токму нив. Во 2000 година започна компанијата Урбанина започна со изградба на стамбени објекти, кои што еднакво можеме да ги видиме на фотографиите, кои што пред се сконцентрирани во централното градско јадро, во општина Центар, во населбата Влаја, во населбата Барловци и така натаму. Во 2001 година компанијата започна со производството на еднослојни, грунтирани, пескарени и импрегнирани лиени плочки од мелен камен, терастон плочки, и за релативно краток период создаде еден производ со врвен квалитет. Во 2004 година системот за менеджмент со квалитет, издаден од Business Standard International, го доби и оваа компанија, Urban Invest, или познатиот сертификат ISO 9001-2000. Овој сертификат или сертификат ISO 9001-2000 возможува или покажува и представува една гаранција за квалитет на производите и работењето на компанијата Urban Invest. Ја покажува динамичноста, ефикасноста и ефективноста на оваа компанија и секако пред се ги задоволува сите европски и светски нормативи. Во 2009 година Urban Invest ја добива и цел знаката сертификат за сообразност и ЕЦ декларација за сообразност за основните карактеристики на производите, кои се декларираат во однос на резултатите кои што се добиени од соодветните испитувања на надлежните институции, лабораторија на Градежниот институт на Македонија и Заводот за испитување на материјали, со што на купувачите им се дава информација за производот и неговите основни карактеристики кои што може да се види квалитетот на производот. Со своето големо искуство и ноу-хау, Urban Invest во јули 2009 година, во соработка со својот партнер од Бугарија, ја отвора и фабриката за високо пресувани павер елементи со Urban во градот Перник, Бугарија, и тоа со високо модерна опрема и технологија со германски печат на водечката германска фирма ОМАК. Веќе напомена господинот Грков за мисијата и визијата на оваа компанија. Токму таа визија и мисија се остварува преку организацијската поставеност на оваа компанија, која што може да се види од органограмата. Значи, компанијата има 100 вработени и воедно преку главниот императив на сите вработени во организацијата поставеност на оваа компанија се достигна до тој бренд или супер бренд оваа компанија. Го постигна тој бренд. Квалитетот и долготрајниот век на трајање на нашиот производ е главниот императив, пред се комуникацијата со купувачите, а воедно и по тоа што сме предпознатливи, а тоа е диверсификација, современа технологија, високо образовани кадри и високо развиена еколошка свест. А она кое што ги направи лидери Urban Invest во регионот е токму современата технологија. Освен успесите кои што ги има во својата работа на поле на изградба на голем број на објекти од дали јавни или приватни објекти, исто така компанијата Urban Invest има и голема општествена одговорност, а тоа може да се види преку големиот број на донации кои што ги има реализирано во текот на овие 22 години. Тука се само наведени делот донациите кои што ги има направено во текот на своето работење, значи во општина Центар, во населбата Пролет, во општина Влај и секако насекаде низ нашата република, во останатите општини Кавадарци, Велес, Битола и така натаму. Never Stop Exploring е новото мото на компанијата Urban Invest и тоа е всушност го доведува Urban Invest да стане еден борец за зелена околина, а впрочем денес тука Сдруженијето Екоживот е заеднички со Urban Invest ќе покажа дека навистина во Република Македонија конечно ќе се развие еколошката свест на сите граѓани на Република Македонија. Сега ви благодарам на вниманието, а ги поканувам господинот Любан Грков и господинот Аце Милинковски, директор на Институтот за туризам и менеджмент, да пристапат кон шувањето да говорат за работа.
ги поканувам повторно господин Матео Андреков, урбанин инвест и господин Роберто Паризов од Сдруженијето Екоживо да пристапат кон подпишување на договор за минување. Аз ви сакам само да ми честитам на господин Матео Андреков за сегашниот успех на неговата работа. Сакам да посакам од името на живот натамошен успех по работата и соработка со сите компании и помош до сите тие компании во кои што тој смета дека ќе има интерес, а воедно и зголемување на обществената добро. Во име на Екоживот сакам да изразам задоволство што тој се јавува како активист на еден начин, а воедно и спонзор на нашите активности. Ние се образуваме кон Урбан Инвест дека успешно ќе завршиме нашата работа околу заштита на животната средина и активната борба против активните загадувачи кои што ги имаме многу на теренот на нашата република. Толку од мене, нашите дела ќе покажат што сме сработили. Слайдите на птица. Јас би сакал да поновам уште еднаш јавно дека Урбан Инвест како одговорна компанија нема да го направи ова само ради својот ден, него активно ќе се бори против загадувачите, активно ќе се вклучи во чистењето на околината и во едукацијата на лајка. Јас би сакал и очекувам од вас новинарите да им дадете на медиумска подршка во однос на тој дел, затоа што ние од Владаци сме, морам да ви кажам искрено, сведоци дека посебно загадувањето кој што во овој момент и во последен момент подолго време прави индустријата фени, не е од никого елаборирана, не е од никого поддржана активноста на борбата против тоа загадување, мислам дека и има потреба од сериозна медиумска подкрепа. Ви благодарам. Може да прашам? Да? Господин Крков, до вас, како и дали во моментот оваа индустрија од која сте видели погодена од националната криза и до кои, значи, со кои мерки се трудите да го намалите влијанието нејзино врз бизнисот? Долгогодишното искуство наше покажа дека во услови на криза може добро да се работи ако доволно внимание се посвети на развојот и на комуникацијата со купувачите. Значи, тоа е една интерактивна спојка помеѓу компанијата и купувачите, каде што се добиват информации за нешто ново, за нешто свежо. Оно кој што ќе изграде таква компанија, комуникација и спремност за развој, со понуда на нов производ, може и како да ја искористи на своја страна кризата. Ние токму тоа го правиме, со нови производи. И ги споменавте дека е отворена нова фабрика во Перник, така? Да. Дали може би некои дејности ги префрлат таму или? Не, значи, нашата стратешка цел во однос на бизнис стратегијата е пренесувањето на нашето ноу-хау. Значи, ние знаеме да произведуваме бетонски елементи, знаеме да ги вградуваме тие бетонски елементи, односно да понудиме на купувачите пакет услуга, монтажа, производство плюс монтажа, и исто така знаеме маркетиншки да се позиционираме. Значи, ова е трета година како таа фабрика во Бугарија на основа на пренесеното ноу-хау екзистира и веќе можем да се похвалам дека го имаме најголемиот удел на бугарскиот пазар во овој момент. А исто тоа, така, во иднина планираме со наши партнери од Кувајт истото тоа ноу-хау
да го пренесем и в Кувайт. Тоа ќе биде нашиот следен проект во однос на финансирањето на НАТО. Супер. Вече ќе обличам овој чаша. Да. Чалки и чаша. Рече мерките ни земен. Така ли е? Јас имам прашање до сите тројки директорот на Минкоски. На кој поле ќе се работи во универзитетот со Urban Invest за господинот Паризов? На кои проекти веќе работите како екоздружение и за господинот Грков како ќе дадете поддршка? Кој приоритетен е проект во моментов? Дали е тоа ФЕН за предлагање? Господинот Миликовски право, значи на кој поле ќе се работувате договор за соработење? Апсолутно и многу едноставно на полето на образованието и едукацијата. Например, на 100 вработени, апсолутно дека нашата дејност, значи вршење на обуки на најразлични ниво. Ние во рамките на нашиот универзитет имаме 7 факултети кои што токму го допираат телот на секојдневниот бизнис. Како например факултет за предприемништво и предприемнички бизнес. Како например факултет за маркетинг менеджмент, например факултет за односи со јавност, например факултет за менеджмент на човечки ресурси. Токму во тие сектори нашиот универзитет може и ќе врши обуки на делот од вработените на Urban Invest, таму каде што тие ќе побараат од нас услуга. Апсолутно дека и нема тука само да застанеме. Во рамките на одговорот дозволете ми да кажам дека и на еколошкото здружение во Кавадарец исто така можеме да го понудиме во овој случај едукација во вид на помош во рамките на изучувањето токму и едуцирањето на делот на овие области. Посебно пак во делот на чистата и здрава животна средина, која што без дискусија или без двумење можам да кажам дека една од основата за развивање на туризмот во државата, она за што сме ние практично и брендирани, бидејќи со чиста и здрава средина можеме само да го развиваме не екотуризмот, генерално сите туристички гранки кои што воопшто постојат во светот или може кај нас да се развиваат. На екоживот сакам да истакнам дека досегашната работа на екоживот е една работа, но ќе биде многу поеднакво со соработката која што случи со Urban Invest. Досегашни остварени проекти, реализирани, се едукација на наставниот кадар во основните училишта во Тиквешијата, како еден предуслов да се поткрене јавната свест и тоа со спрема на наставниците, како би можеле тие нивните сознанија од областта на заштита на животна средина да ги пренесат на нивните ученици. Имаме проекти за детоксикација на терените, но тие се поврзани со финансиски средства, така да кога можеме да ги спроведуваме и тие проекти со активно учество на учениците од Тиквешијата, со тоа што им покажуваме еден пример како треба и како не треба. Имаме реализирани проекти од страна на порибувањето, детоксикација на река Луда Мара, кој што е веднаш во Кавадарци. И се надевам дека ќе имаме многу повеќе реализирани проекти со соработката со Urban Invest. Инаку, тоа што го кажа господинот Јован Грков е дека е точно тоа дека ФЕН загадува, тоа загадувањето е во толку голем обем да не само населението околу ФЕН, но и вработените во ФЕН и трпат тие последици. Точно е дека нема медиумско
медиумска презентација на таа информација, што значи дека медиумите стварно треба да се погрежат во тој недостаток. Што се однесува до активностите на екоживот ќе заземе таков став да активно, неуморно, без престан ќе се борим против таквите гигантски загадувачи во нашата средина. Значи, својот допринес Урбан Инвест во однос на и својот слоган "Борат за зелена околина", заедно со екоживот од Кавадарци. Токму го имаме ставено и во самиот меморандум, неколку точки од меморандумот, кои што јас сега ќе ги образложам. Една од точките е активна борба против несовесните загадувачи. Значи, тука апсолутно спаѓа и фени. Како тоа би го правиле? Значи, договорено е да најмалку еднаш месечно излегуваме на протести, блокираме улици, блокираме пристапни патишта со зелени транспаренти и се надеваме на медиумска. Втората активност која што ќе ја правиме, исто така најмалку еднаш месечно, тоа е детоксикација на загадени површини. Со масивно учество на членовите на екоживот, како што и сите вработени на Урбан Инвест ќе се масивно уклучат. Значи, тоа е вториот дел каде што ќе се вклучиме и ќе го финансираме, и исто така и едукацијата по школите, како основни, како и средни, во Крешката околина. Дали рековте дека еднаш месечно ќе протестирате? Дали очекувате поддршка од граѓаните на Кавадарци, со оглед на тоа што во Фени знаеме дека се реализираат многу вработувања, така да можеби ќе има некои закани до Имаме ние поддршка од голем број на граѓаните на Кавадарци, не само на Кавадарци и Росома и Готино, но проблемот е во тоа што ја немаме поддршката на тие што се вработени во Фени, кои што не дека не сакаат да протестираат против работени, него не смеат да бидат изложени на медиумски презентации и да бидат видени дека учествуваат во тие протести, затоа што самите работни места им доаѓаат во прашање. Ова го кажувам од искуство што сум разговарал со многу од вработените. Сите се жалат на условите на работа, поради нечистотијата, поради загадувањето со тешки метали, но моментален излез нема. Доколку самата конструкција, самата внатрешна раководство на Фени не ги смени условите, значи не стават филтри за електрични перципатори на тешки метали, доколку не стават филтер за отпадните води, кои што директно се влегуваат во река Црна и Црна станува црвена после тоа, нема да имаме никаков компромис со нив, затоа што загадувањето е стварно во огромни размери. Јавно тврдам во овој момент дека Фени, кога би била сместена на некоја друга локација, значи во некоја од европските земји во Европската унија, нема да работи до 24 часа. Дали за ова се запознати локалните власти? Дека Фени нема прочистувачи, дека Фени не ги исполнува основните услови за работа, така да. Се запознати се, али но се толерантни со нивните лажни ветувања на страна на раководството на Фени, дека наредниот месец или наредните 2 месеца ќе прават филтри, така да. Значи, да дополнам на прашањето ваше, свесни сме за можните притисци врз нас, меѓутоа ние ќе бидеме истрајни во однос на нашата обврска и нашата цел како квалитетна цел. Дали имате поддршка од некоја друга пореномирана компанија, како што е Урбан Инвест во Тиквешијата за остварување на оваа цел? Да, имавме претходните години, но не сме имали конкретно поддршка на некоја локална компанија поголема врска со борбата на Фени, со
склопени, затоа што сите имаат некои заеднички интереси. Може, ако ми дозволите да, откако ќе се подпише договорот помеѓу екодружството и Урбан Инвест, да се обратам да се спесува една куса временна реченица и информация. Вие за. Еве сега, сосема на крајот, ако ми дозволите, на сите ваши прашања, кои што се обидов и јас и моите гости, и особено честа на присуството на господин Берко Холдер, да одговориме. Би сакал на крајот, навистина пред да се заблагодарам за вашето присуство и доаѓање, да кажам дека токму ние, нашата дејност, нашата институција, образованието, воспитувањето, едукацијата, токму е во таа насока. Секако ние нема да протестираме, меѓутоа, кој е нашиот протест? Нашиот протест е колку повеќе можеме да ги убедиме младите да се запишат на нашите факултети, во нашиот универзитет, па и оние кои што работат во индустријата, и оние кои што се вработени во било кој сектор во јавната администрација и локалната самоуправа. И еве, например, во таа насока јас за подобрувањето на меѓусредната соработка, еве во знак на благодарност на Урбан Инвест и на екодруженијето делувам една стипендија на нивото на нашиот универзитет, во било кој факултет, во првиот или во вториот циклус, дали се додипломски или се постдипломските студии, sejedno, во рамките на мојата благодарност пред секој нив, да тие на кого сметаат во рамките на вработените во дали менеджментот, дали било каде во тие сите стотина на Урбан Инвест или во Сдруженијето кој што се бори за здрава и чиста средина, бидејќи, пак ќе повторам, нашиот бренд, тоа што ние се брендиравме на самиот почеток е туризмот и развивањето на туризмот во државата, не можеме да го развиваме баш никако ако прво не ја средиме екологијата, односно здравата и чиста средина, не ја доведеме на нивото на кое што е во светот или во Европа. На крајот, на сите вас, почитувани представници на медиумите, навистина сум ви бескрајно благодарен за вашето денешно присуство овде кај нас, што воопшто дојдовте и посетивте нашиот универзитет и ја увеличавте и овековечивте оваа денешна наша манифестација, односно настан, бренд на подпишување на еве два договори универзитетски со една супер брендирана, се разгледа и зелено борбена компанија и едно еколошко здружение. И само да ви кажам еден пример од блиското минато во Република Македонија, еден од водачите на вакви еколошки здруженија кој што чинам се викаше Обстанок во 90-тите години, подоцна стана министер за животна средина во Република Македонија. Благодарам на крајот на се. Благодарам и јас, од моје име, и ние навистина мислиме зелената реквица да ја употребуваме. Уедно ме покануваме на коктел за имаш.
А? А, режисер ти, да.